Здраво на сите, јас сум наставничката Виолета Стевановска и работам во Основното училиште Свети Методиевски од Битола и предавам во четврто одделение. Во ова видео ќе го вработуваме предметот работа со компјутери и програмирање, односно ќе се задржиме на лекцијата за печатење на документи. Често пати ни се случува кога сакаме да направиме некој запис, да направиме некој документ и тоа да остане испечатено на хартија, да треба истиот да го печатиме. Што ни е потребно за да испечатиме еден документ? Значи потребно е документот да го имаме во нашиот компјутер, да го подготвиме истиот за печатење, да го прегледаме дали ги има соодветните карактеристики и параметри кои сакаме да ни бидат во испечатениот документ и потребно е да го подесиме за самото печатење. Ајде сега да видиме како се прави тоа. Значи, што треба да направиме за да може да ни биде подготвен документот за печатење. Пред да започнеме со печатењето, потребно е да провериме дали нашиот лаптоп или персонален компјутер е поврзан со печатач. Често пати ова ни изгледа смешна грешка, меѓутоа се случува USB кабелот кој треба да биде приклучен со лаптопот да ни е исклучен и да не можеме да го испечатиме документ. Значи, ова е техничка работа што треба да ја направиме како прво. Потоа треба во печатачот или во принтерот да поставиме доволно хартија и малку повеќе од она што ни треба да го испечатиме документот. Значи, треба да имаме пресик колку страници има документот и да поставиме соодветно хартија во него. Потоа треба да го отвориме документот и да го подготвиме за печатење. Ајде сега да видиме како ќе го прегледаме документот и што треба да направиме за да го подготвиме истиот за печатење. Во ова видео, во оваа презентација, зборуваме за печатење на Word документ. Значи, оној документ кој сме го напишале ние и кој треба да го прегледаме за печатење. Значи, како што е прикажано на оваа слика и ви е обележано и заокружено со црвено, значи, го отвораме документот и го одбираме менито файл. Значи, гледате, тоа е во горниот лев ъгол, каде што е заокружено со црвено и потребно е, значи, откако ќе го отвориме документот, да отвориме на файл. Кога ќе отвориме на файл, потоа не води кон менито, гледате, од левата страна имаме едно мени, дополнително мени, откако ќе влеземе во менито файл, имаме Info New, Open, Save, Save As и имаме Print. Значи, гледате дека ви е заокружено со црвено, го притискаме опцијата Print и ни излегува другиот дел, каде што ги имаме сите опции кои ни служат за подготовка на документот за печатење. Ајде сега малку да го разгледаме подробно ова мени, за да видиме што ни означува и како треба да ги направиме тие подесувања за да биде точно и за да може документот да се испечати онака како што ние сакаме. Значи, уште еднаш ќе повторам. На левата страна во сината лента ја имате опцијата Print и кога ќе го кликнеме тоа, ни излегува цело ова прозорче кое ни овозможува за прилагодување на самиот документ пред печатење. Само да напоменам дека оваа поставка се однесува на Windows 8 и Windows 10. Значи, она што јас го користам во моментот е Windows 10 и ги ваѓа, значи ги искажува, ги излекува менијата онака како што јас го имам овде поставено. Ајде да почнеме со ред. Првото прозорче, односно онаму каде што пишува Copies, во ова прозорче пишуваме колку копии сакаме од документот. Значи, гледате дека од десната страна имате копче нагоре и копче надолу, со притискање на истите можеме да одбериме, значи, помалку од еден не може, меѓутоа можеме да напишеме 2, 3, 4, 5 или ако се предомислиме да намалиме на 2, на 1 и така натаму. Значи, тука, таа опција е да ни прикаже колку сакаме копии да имаме од самиот документ. Потоа одиме во Settings. Само да напоменам, во второто мени, каде што пишува Printer, пред да продолжиме со Settings, ова мени го користиме доколку на самиот лаптоп или на компјутерот имаме повеќе уреди за печатење или други некакви уреди, како што се, например, факсови, скенери и така натаму.
Значи, во овој дел го одбираме соодветно принтер, кој во моментот ни е приклучен и прикачен на лаптопот или на персоналниот компјутер и го подготвуваме за печат. Ајде сега да продолжиме со settings, односно вистинските подесувања на она како сакаме страниците да изгледаат и како сакаме истите да се испечатат. Првиот дел од менито на settings имаме print all pages. Тоа значи дека можеме да ги испечатиме сите страни онака како што се поред. Можеме да испечатиме некоја страница како што е на пример означената current page, print current page означува дека сакаме да ја испечатиме страницата која ни е дадена во моментот и видлива на екранот. И последната опција custom print, односно тука одбираме кои страници сакаме да ги испечатиме. Значи одбираме дека може да ги испечатиме 1, 3, 5 и 7 и така натаму. Под него, значи гледаме дека има едно прозорче каде што пишува pages. Кога знаеме точно од Word документот кои делови сакаме да ги испечатиме, како што е дадено тука на примерот, од 5 до 12, значи запишуваме бројките од 5 до 12 или од 1 до 3 или од 1 до 7 и така натаму. Со тоа што помеѓу двете цифри пишуваме цртичка. Тогаш задаваме команда дека сакаме документот да биде испечатен од 3 до 15 страна или од 2 до 17 или како што е тука дадено од 5 до 12 страна. А исто така, доколку сакаме да ни бидат последователни страниците испечатени или на пример не се последователни, него сакаме прва, па 5-та, па 7-та, па 9-та, па 15-та, тогаш, како што е дадено во објаснувањето поназад, ги пишуваме соодветните страници со тоа што одделуваме со запишка. Така, например, сакаме да ги испечатиме страницата 1, 7, 9, 15 и 18. Значи пишуваме 1, записка 9, записка 15, записка 17, записка 19. Тогаш ни додаваме команда на самиот принтер, на самиот печатач, дека сакаме да се испечатат само тие страници. Понатаму имаме portrait orientation. Значи имаме како сакаме листот да ни изгледа. Кога сакаме да биде како портрет или исправено, тогаш ја кликаме таа опција. Ако сакаме да биде landscape, односно легнато, тогаш ја користиме опцијата landscape. Значи отбираме онака како сакаме ние документот да ни излезе испечат. Потоа имаме опција каде што можеме да го подесиме односно форматот на самиот документ. Обично по дефолт, значи оставен е форматот letter, меѓутоа најдобро е за печатачите кои ние ги користиме да го користиме форматот A4 или доколку се спремаме за печатање на скрипта или некој поголем формат, тогаш го отбираме соодветниот формат. Со самото отворање ви излегуваат сите опции кои можете да ги одберете за форматот. Потоа имаме под него го имаме средувањето на маргините. Во ова прозорче ги подесуваме маргините. Најчесто се печати со оваа команда како што е тука поставена, односно normal. Меѓутоа можете да одберете, значи помали маргини да биде во поголеми скроз до крајот на работите на страницата, меѓутоа секогаш треба да внимавате како ќе изгледа печатеното и дали печатачот ги покрива страните доколку одберете некои поголеми маргини. Во последната опција е за подесување на страниците, односно како сакате вашите страници да бидат испечатени. Дали тоа ќе биде на еден лист, една страница, исто така постои опција на еден лист да има две страници, 3, односно 4, 2, 4, 8 и така натаму. Значи, со кликање на самото прозорче ви дава опција да изберете колку страници на еден лист сакате да испечатате. Значи, уште еднаш да ги повториме подесувањето. Кога ќе го отвориме во документот, ајде да се вратиме малку назад, одиме на опцијата файл. Потоа, од опцијата файл, кога ќе отвориме, ја одбираме од менуто, ја одбираме командата print. Со одбирање на командата print, ние сакаме да го испечатиме документ. Значи, најпрво одредуваме колку копии сакаме, потоа го одбираме видот на печатач, потоа
кажуваме која страна сакаме да се печати, дали со ред, дали тековната страна што е прикажана на документот, дали ќе одбереме од која до која страна сакаме да пишеме, потоа да печатиме, потоа одбираме ориентацијата, односно како сакаме да биде, дали хоризонтално или вертикално, или како што ние кажуваме исправено или обрнато. Потоа ги одбираме форматот, значи тоа најчесто би требало да биде А4 формат, меѓутоа ваше е да одберете како сакате да изгледа вашиот документ. Потоа ги одбираме маргините, обично се одбираат и по дефолт е поставено нормални маргини, меѓутоа повторно ќе кажам, самите ви одбирате како сакате да бидат маргините поставени. И на крајот кажуваме дали сакаме на еден лист да има една, две страници, 4 и така натаму. Кога ќе завршиме со сите овие подесувања, одиме на опцијата Print, значи како што ви е покажано на оваа слика. Значи тука со црвено ви е заокружено и покажано и дека треба да кликнете опцијата Print. Со самото кликање на опцијата Print и кога уредот, двата уреди, печатачот и компјутерот ви се поврзани, тогаш ќе видите дека започнува процесот на печатење, односно сте го средиле документот, сте го прилагодиле и сега е подготвен за печатење. Се надевам дека овие инструкции ви беа доволни, дека лесно ќе се снајдете во тоа како да го уредите документот и како да го подготвите истиот за печатење и ќе ви биде доста лесно тоа сето да го изберете. Она што сега треба да го направите, како задача за вас, треба да одберете еден документ од вашиот компјутер. Меѓутоа, можете заради вежбање и заради усовршување во пишување на компјутер, да отворите нов документ и да напишете било каков текст. Така, меѓутоа може да одберете и готов документ од компјутер. Потоа, истиот треба да го подготвите за печатење со следните поставки. Значи, да ја испечатите страницата која е тековна, односно која е поставена на десктоп, да има landscape orientation, да е во A4 формат, да има moderate margins и 4 страници на еден лист. И доколку имате печатач, треба да го испечатите овој документ. И секако, испечатеното да и го покажете на вашата наставничка кога ќе имате онлайн час. И секако треба да внимавате, значи печатачот секогаш да е уклучен со вашиот лаптоп или персонален компјутер, исто така да внимавате да имате доволно хартија и да го средите документот онака како што треба да се испечати. Ви благодарам за вниманието, се гледаме повторно. Чао, дечки!